На царевската бронзена фигура е новото епокално откритие за македонската археолошка наука. Таа е дел од материјалот откопан на локалитетот Могила Делчево. Сосема неочекувано токму од денес во научните белешки се поместува вековната граница за екзистирањето на еден ист народ пред нашата ера. Ако досега се претпоставуваше дека паонците како предци на македонците се раѓале, живееле и погребувале во тулуми, лоцирани до средишниот дел на реката Брегалница, токму оваа гробница на истакнат воин потврди дека паонски корени ги надминуваат границите на денешните северни и источни соседи на денешна Македонија. Збирката на огромна бронзена кочија, до која во 2005 година бе откопани повеќе бронзени украси на тотемски животни, телиња, лавови и делови од оружје, од денес е надополнета со за тоа време многу скапоцениот личен накид на веројатно Зена воин, погребана во 7 век пред нашата ера. Жената паонка ни помага околу откривањето на нашиот културен идентитет, вели магистер Трајче. Ова веќе втор понедок од железното време, кој што мислам дека ќе ни ја збогати историјата и културното минато на македонскиот народ. Бронзената фигура е сведок на железното време и побива до сегашните сознанија дека оваа могила датира од 3 до 4 век пред нашата ера. Експертите тврдат дека е постара барем за 3 века. Изминаа 2 години од случајното откривање на Делчевската могила и токму на овој овоштарник, кој што сега представува богато археолошко наоѓалиште, експертите се обидуваат да приберат докази со кои би се променила целокупната културна историја на Македонија. Новите археолошки артефакти ќе ни помогнат околу идентификацијата на нашиот културен идентитет, велат македонските експерти кои деновиве се обидуваат да стапат во контакт со нивните бугарски колеги за размена на новите информации, што уште еднаш ќе ја потврдат оригиналноста на македонскиот народ.